Добро утро и добре ни дојдовте во уште едно наше утринско дружење на телевизија 24. Пред нас се токму тие неколку утрински часа кои што сакаме за вас да обезбедиме или да пружиме убави, интересни содржини, а со тоа да ви го исполниме на убав начин секое едно утро. Денеска е понеделник, стартуваме нова работна недела. Се надевам со убава енергија, со позитивна мисла, затоа што на тој начин веројатно многу полесно ќе се носиме со сите обврски и предизвици кои што не чекаат во наредните неколку денови. Како и да е, кај нас редовно таква атмосфера имаме. Комплетната екипа на Македонија денес, како и секогаш со љубов и посветеност работи на сите овие нешта кои што вие ги гледате во рамки на нашата емисија, па се надевам дека ќе ги задоволиме пред си вашите вкусови и вашите очекувања, а секогаш сте добре дојдени да ни коментирате, да ни пишувате или давате предлози, доколку тоа не го сторите во рамки на емисијата преку вклучувањата, во секое време можете на социјалните мрежи, таму редовно ќе можеме да видиме или прочитаме кои се вашите мислења или најважно од се можеби предлози за одредени теми и личности кои што никогаш досега можда не биле дел од нашата емисија, а вие сакате да ги видите во Македонија денес. Јас ве поканувам еве уште на стартот да бидете и овој пат заедно со нас. Ќе отвориме неколку различни теми, ќе имаме доста теми врзани со музиката и овој пат во Македонија денес, но како и секој понеделник, одново и овој пат теми врзани со здравјето, благодарение на убавата соработка која што имаме со клиника Жан Митрев. Тука некаде, како и секогаш на почетокот, ќе ги погледнеме и информациите поврзани со времето. Имаме нестабилно, може да кажеме, време ова утро, но дали ќе се задржи до крајот на овој ден или можеби ќе имаме некакви промени и подобрувања, сето тоа ќе го дознаеме преку временската прогноза, да ја погледнеме во продолжение. Како и секогаш започнавме со временската прогноза и сите оние информации врзани за времето кои што ги гледаме во тие неколку минутки. Се надевам дека и вие со внимание ги проследивте и дека ќе ви значат истите тие информации. Продолжуваме веднаш и понатаму, како и секој понеделник, така и овој пат имаме утринско вежбање во Македонија денес. Ова е делот кој што претпоставувам дека го сакаат сите оние што одлучуваат токму така да го започнат секој еден ден. Вежбањето, сите оние физички активности
активности кои што би одвоиле време да ги направиме во текот на утрото и така да го стартуваме денот. Во секој случај дека ќе ни донесат многу убаво расположение и добра енергија која што ќе ни помогне на полесен начин да се справиме со сите обврски кои што не чекаат во наредните часови. Еве рубриката хаштаг вежбам во соработка со FitKit. Се надевам дека ќе уживате и овој пат во утринските вежби во рамки на Македонија денес. Здраво, јас сум Ивана од Powerhouse. Денеска ќе вежбаме во студиото во Аеродром и доколку ви се допадне денешното вежбање, може да не најдете преку FitKit апликацијата на 3 локации, тука во Аеродром, Дебармало и Кисела вода. Денеска вежбаме Powerhouse, со мене ќе бидат Марија и Јована и имајте си убаво вежбање. Ајде да се загрееме. Глава одиме круг на една страна. Може раз и два и 4 и обратно. Раз и два и 3 и 4. Така, раце на страна, 4 пати одиме надале и раз и два и 3 и 4. На страна, лево, доле, одиме. Раз, два, 3, друга страна, може и раз, два, 3, супер. Ајде, може спремни, бројам и раз, два, 3, 4, 2, 2, 3, 4, скок и горе, горе и скок, така, 3, горе и скок, четврт пат, горе, горе и скок, последена десна и горе, продолжуваме одма со лева, лева, горе, 2, 2, 3, 4, скок и горе, горе и скок, трет пат, горе, горе, скок и 4, горе, скок и последен 5, горе и скок. Супер. Може бројам и раз, два, 3, 4, скок, 2, 2, 3, 4, скок, 3, 2, 3, 4, скок, 4, 2, 3, 4 и последно 2, 3, продолжуваме друга нога. Раз, два, 3, 4 и 2, 2, 3, 4 и 3, 2, 3, 4 и 4, 2, 3, 4 и 5, 2, 3, 4. Супер. Доле и десна, лева, десна, лева. Скок, врат. 2, 2, 3, 4. Скок, врат. 3, 2, 3, 4. Скок, врат. 4, 2, 3, 4. Скок. Последно повторување на десна нога. 2, 3, 4. Продолжуваме на лева. Може. Лева, десна, лева, десна. И 2, 2, 3, 4. Лева. И 3, 2, 3, 4. Скок. Врати. 4, 2, 3, 4. Скок. Последно повторување. 5, 2, 3, 4. Скок. И врати. Спремни бројам. Крени горе назад. Може. И совери. И отвори. И 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4.
Još. I. Raz, dva, tri, i. Dva, dva, tri, i. Tri, dva, tri, i. Četiri, dva, tri, stvikuj glavo lakti. 5, 2, 3, drži pravi kolena, 6, 2, 3 i 7, 2, 3 i 8, 2, още 2 повторування до край і 9, 2, 3, позліва, 10, 2, 3, супер. Smeni noza na druga strana. Ajde. Super. Srci se, dve noge napred, petih stopala. Tak, desna noga gore. Super, preko, solezvat. Super, lijeva noga. Desna preko. Tak, svrti se napred. Racite ovdje stignemo, pozadnje sebe. I stegnem. Super, racena strana, desno, levo vrtimo. Super. I to više si za denaska. Да, тоа беа нашите утрински вежби, насловени хаштаг вежбам. Сите вие добро знаете дека доколку и самите применувате одредени типови на вежбање или конкретно вежби и ги поставувате на социјалните мрежи, тогаш и вие самите може да го искористите истиот хаштаг, се со цел да ги споделите и со нас. Пред да започнеме нашата прва тема, ќе имаме и убава музика, на некој начин можеби и најава за темата на која ќе говориме. Ќе зборуваме за балетската премиера која што се подготвува во Македонската опера и балет. Интересна тема, интересна екипа, но сите детали ќе ги дознаете секако во рамки на првиот разговор. Сепак во продолжение ќе слушнеме Танго до Балчак на Дуке Бојаджиев, а вие веднаш потоа ќе дознаете зошто на некој начин тоа е убава најава за нашиот прв разговор во Македонија денес. I tvojot pogled go sledam jaz, ko v son me mamilo pregrad. O, mila moja, volšebni noki za jeden bak nešma sebi dal. Sovoski začuden gledam, po tvoj tasenka nad zidom se mi je matno do Balčak zlatno i sega neke kraj, tamo sum znaj. Samo da si večno moja ti, samo da si ti jedinstvena radost i sjaj, ovoj život moj. Da sme daleko od sebe, duša gori za tebe, ko magija mi zemaš ti, odnesi me. Samo da si večno moja ti, samo da si ti jedinstvena radost i sjaj, ovoj život moj. Da sve daleko se duša gori za tebe,
si me, so tebe zemi me, izgrej o mene. Ги чувствувам твоите мисли и твојот глас тихко шепот. Слушам кај цвони, дал солзи рони и љубов сонува нестварна. Само да си вечно моја ти, само да си ти единствена радост и сјај во мој живот. Да сме далеку од се, душа гори за тебе. Ко магија ми земаш див, однеси ме. Ќе отвориме и нашата прва тема во Македонија денес. Мене ми е драго дека ќе започнеме со музика и со тој свет, односно малку повеќе ќе говориме за балетот и она што е ново, а се подготвува во македонската опера и балет. Одново една премиера и тоа со супер тематика, исто и таква екипа, луѓе, професионалци кои што и такако добро си ја знаат својата работа, но еве одново подготвуваат нешто за својата публика. Либертанго, така е насловена новата балетска представа која што ја подготвува ансамблот на македонскиот балет, односно македонската опера и балет. Сите детали за тоа кој се е дел од тимот, но и што е она кое што вие можете да го очекувате и да го погледнете премиерно на 14 јуни и веќе следната изведба на 16 на сцената на МОП. Еве сето тоа ќе го слушнете во продолжение. Драго ми е повторно за балетската уметност и за нивната работа да говорам со личноста која што го предводи тимот на македонскиот балет. Таа е уметнички раководител на балетот при МОП, кореограф, човек кој што долги години е дел од овој свет. Одново, добре дојде во Македонија денес и посакувам на Олга Панго. Добре ве најдов, добро утро на гледачите на 24 вести. Повторно ми е многу пријатно да сум тука со вас во вашето студио. Да, и повторно си имаме убава тема на разговор, редовно секогаш со балетот е, се темите убави, таква ни е професијата. Да, публиката се надевам дека ќе сака и да слушне, а најважно од се и да дојде да види што вие работите, но ние ќе се потрудиме низ овие минути да им го доближиме целиот тој процес. Подготвувате нова представа, нова премиера, насловот е Либертанго. Не звучи, се надевам, непознато за нашите гледачи. Либертанго тоа е едно од најубавите дела на 20 век на Пјацола и музика која што е добро позната за сите оние кои што пред се сакаат музиката, но еве овој пат вие ќе дадете една целосна слика, комплетна слика на сето тоа, да започнеме од самата идеја и самата желба, зошто баш балет со ваква тема. Многу размислував околу оваа премиера. Со кореографката Сабрина Боско сум пријателка и соработувам подолго време, таа не е за прв пат во Македонија. Сум ја повикала како педагог, мислам држала задолжителните вежби и репетиции и дискутиравме за тоа што би можела таа да постави тука кај нас. Ми нудеше некои други теми, други идеи, меѓутоа сметав дека тоа ќе биде со кратко траење. Размислував многу за тоа што публиката сака да види и што сака да чуе. Секако дека ние сме секогаш тука за публиката, нели? Не можеме да се затвориме во некоја
форма каде што ќе си ја правиме уметноста за нас. И размислував и сметав дека потребата од ваква представа е огромна и Астор Пиацола, нели, со неговата прекрасна музика, кој што јас го обожавам и се надевам дека еден ден и јас ќе правам представа на таа музика. Мислам дека ќе се доближи до публиката и ќе ја допре прво темата и музиката публиката, а потоа мислам сето она што го направивме, што го направи целиот креативен тим на Либертанго. Да. Точно се вика Либертанго по неговото дело што се вика Либертанго или Танго на слободата. Кое што на вистина, мислам, јас сум израснала со таа музика, особено со преработката која што имаше Грейс Джонс. Тоа беше една од моите омилени теми, да кажам, во моето детство, во мојата младост. Да, рековме пред се интересно затоа што е ова нешто познато на пошироката јавност. Така. И се надевам дека ќе звучи примамливо за да дојдат и да видат што вие на сцената направивте, а ја имате оваа музика како подлога. Е сега сигурно во една балетска форма, да. Да, посебен предизвик заради тоа што понекогаш тие познати теми знаат да бидат и голем залак. Публиката ја видела различни изведби, различни варијанти и поставки сценски на ова дело. И сега, нели, вие имате пред себе предизвик да го направите тоа поразлично, но сепак е ова еден посебен стил. И сега објаснете ни како тој процес одеше. Вие како го доживувате? Сметате дека е полесно или потешко кога човек работи на веќе добро позната музика и тема? Не, сметам дека музиката секогаш допринесува во креацијата на човекот. Мислам, колку е музиката поубава, толку му е полесно на кореографот да се изрази. Тоа е секогаш така. Идејата за Либертанго и за музиката на Пиацола е моја, јас ја предложив на Сабрина Боско. Таа истражуваше многу околу тангото и за тоа во кој правец ќе оди представата. И од тие причини јас ја повикав Наташа Поплавска да направи либрето на кое што ќе можеме, нели, да ја оформиме приказната и да се направи представата. Тие во, нели, беа во дослуг двете долго време, работеа на темата и одлучија, мислам, тоа да биде поврзано со животот на Пиацола, да биде една таква приказна каде што ќе се појавуваат личности од животот на Пиацола и самиот Пиацола, се изведено на балетски начин во танго стил. Сепак, мислам, не го изоставивме нашето основно средство за работа, тоа се шпицпатиките, значи представата е во неокласична форма, во некаков танго стил. Танго стил, ети тоа ќе биде веројатно блиско на публиката. Така. Се обидуваме, како што реков, да дадеме некои детали, но сепак финалното доживување мора да дојдат. Финалното доживување ќе биде на 14 и јас со радост го чекам тоа. Веќе денеска имаме стенска проба, веќе течат техничките проби во МОП, така да се надевам на добар прием, добар одзив на оваа представа, дека со леснотија ќе ја прими публиката. Представата е околу 1 час, така, час и 5 минути, мислам. Нема да биде заморна од типот на, не знам, како што го имаме железниот репертоар, да кажам, голема представа или модерниве представи, малку поалтернативна. Напротив, ете, оде во комерцијален правец, да кажам. Комерцијален правец. Сакам да ја прокоментирам уште малку екипата. Поголемиот дел од луѓето ваши редовни соработници, но ајде да започнеме од Сабрина. Може ли неколку зборови повеќе за неа, за оние кои што не ја знаат, не ја познаваат или не слушнале за незината работа? Сабрина Боско е, значи, балетски уметник од Италија. Значи, таа била професионална балерина која што играла во повеќе светски театри и на крај својата кариера, нели, ја завршува во Милано. Таа води сопствена академија, значи со која што има голем успех и е педагог и кореограф. Асистентка е на Карла Фрачи, личен асистент на Карла Фрачи, соработува со Джузепе Пиконе, кој што е првенец и директор во моментов на балетот во Наполи. Така да, Сабрина е едно име и една личност која што мене во животот ми се појави, некако се споивме и почнавме да соработуваме и сметам дека имаме плодна соработка и дека од ова имаме
огромна корист има нашата куќа од сето ова што се случува, мислам и таа цела конекција со неа. Да, незините искуства, тоа што се го носи да го пренесе овде, бидејќи накратко споменавме, ова не е прв пат да дојде таа во македонската опера и балет, односно во Македонија. Тоа значи, предпоставувам дека понела со себе некои позитивни убави искуства, за да сака да се врати и сега да работи на нешто поголемо. Паметите како беше тоа? Таа имала прилика да ги запознае нашите уметници. Да, јас ја повикав да ги држи редовните вежби кои што се кај нас. И се спои со луѓето, мислам таа е многу отворен тип, вака доста штета што не можеше да дојде бидејќи имаше вчера, беше на пат и доцна стигна на ноќта, и не можеше, мислам, немаат можност гледачите да ја запознаат. Сабрина е еден доста отворен човек, мислам, ги сака луѓето, соработува со нив, особено го сака македонскиот балет, мислам таа нели италијанка, а толку, мислам, научи, дури некој често пати ми се обраќа на македонски, мислам. Така да вака не сака како екипа и како компанија. Да, тоа веднаш се забележува, посебно кога ги поминувате заедно деновите во сала, на сцена и таму каде што се подготвувате. Наташа Поплавска, споменавте и неа, би рекле Олга и Наташа некој убав тим кој што работеше и работи на повеќе успешни проекти. Сакам да ги споменуваме заради тоа што секогаш бројките, продадените влезници, исполнетите сали најдобро говорат колку една работа била успешна, нели, и од вашата, од другата страна. За вашата соработка би сакала неколку зборови, каква е таа спојка на вашите енергии која што ги носи тие резултати што ги носи? Јас и Наташа долго време соработуваме заедно, мислам, на вистина сигурно повеќе од 15 години. Иначе сме другарки од деца, таа, мислам, својата уметничка кариера ја започна како балерина. Сакам да кажам во балетското училиште. Во еден период и студиравме заедно компаративна книжевност, потоа она се одлучи, мислам, да студира режија, а јас нели си го терав моето и така натаму. Со Наташа навистина многу работи сме сработале, мислам сега не би ги споменувала, јас не би ја споменувала мојата кариера вклучително со Наташа, последната представа што сработивме беше Мама Мија, мислам ние така двете го поддржуваме и се обраќаме кон жанрот мюзикал, го сакаме, да кажам сме почнале многу одамна кога го правевме. Дамнешно 2005-2006 животот е кабаре. Според истоимениот филм, мислам Кабаре не е истоимениот филм, него според Кабаре на Боб Фоса. И тоа е една интересна спојка меѓу мене и Наташа. Мислам јас таа секогаш, мислам, и кога работи со други луѓе, вика, знаеш што, со тебе се разбирам, знаеш како со поглед ќе се разбираме и толку ја завршуваме приказната. А таа работела и со Игор Киров, и со Сабрина Боско, вика малку е поинаку, викам поинаку е затоа што јас и ти се разбираме нели од прв момент кога ќе седнеме, ќе ставиме на парче хартија тоа што имаме и после тоа во процес ги решаваме многу лесно со леснотија работите и веројатно заради тоа и соработуваме толку долго време. Да. Таа е значи либретист и режисер на представата. Да, либретист и режисер на една представа со убава тематика. Драго ми е дека ја одбравте, искрено и јас едва чекам да го видам тоа што го подготвувате. Нормално дека се важни луѓето кои ќе излезат на сцената. Да не го заборавиме сценографот и костимографот. Сценограф и костимограф. Да, Александар Ношпал, нашиот долгогодишен соработник, мислам, Александар направил не знам колку балети, мислам, тоа е сигурно 20 години и повеќе може во македонскиот балет особено. Има сработено многу балети, иначе исто мој многу драг пријател од детство, ние сме учеле заедно со Ноки. И соработник исто на Наташа и мој. И е, мислам, многу квалитетен дизајнер и овој пат ја работи, ја изработува и сценографијата. Со тоа што е доста модерен во својот израз и доста, како да кажам, што би рекол он од кутур, тоа е све една висока мода, мислам, која што ете сака и на сцената да ја представи.
Бидејќи знаете и вие како е сето тоа, ќе прокоментирам уште малку околу костимите, сцената. Тоа е се дел од комплетната приказна, но со работката со костимографите, посебно за вас танчерите, односно балетските уметници, нели ние гледаме на сцената како изгледате, но за вас од друга страна е важно сето тоа да функционира, да биде удобно, да ви дозволува на најдобар можен начин да си ја вршите работата. Затоа да објасниме еве за нашите гледачи како е тој процес на соработка. Костимографот да ја познава спецификата на балетот и на балетскиот играч, бидејќи костимот на вистина треба да биде лесен, да не е направен од материјал кој што ќе иритира при играње, бидејќи ти кога го носиш во цела представа или без разлика во делот представа треба да играш, мислам балетскиот играч се поти, скока, рипа, има поддршки и така натаму. Костимот мора да биде навистина направен по критериуми кои што ги задоволуваат нашите сценски критериуми. Да. И има луѓе кои што сето тоа знаат како да го прават. Мношто има големо искуство во тоа. Мислам, нема проблем, они со играчите се договараат кај треба да попушти, кај не треба да попушти, што треба да направи, како треба да направи. Мислам, и многу е совесен и ревносен во својата работа. Мислам, за Ношпал кажуваат уште многу работи. Тој имаше сега голем успех во Лајпциг, правеше Лебедово езеро, кое што навистина изгледаше прекрасно. Да. Ете, во некоја следна прилика се надевам и тој самиот ќе биде тука да ни раскаже, затоа што вреди да се зборува за успесите на сите овие луѓе и надвор од нашите граници не представуваат. Самите уметници кои што ќе се појават на сцената, секако дека добро познатите имиња и вашите првенци одново тука, но ќе ја представиме ли барем дел од екипата. Јас гледам дека сепак има голема екипа. Екипата и не е така мала. Да, екипата е голема, не е мала. Јас одев да биде помасовна представата, иако, например, Сабрина сакаше да биде по камерна, да речам, меѓутоа нашата голема сцена е сцена која што бара луѓе, која што бара масовност. Така да сметав дека треба да играат повеќе луѓе, да има повеќе ликови, да се застапени поголем дел од нашите првенци и така натаму. Иначе во главните улоги играат Александра Мјалкова, Васил Чичијашвили, Мими Попалексова, Игор Велановски, Наташа Јосифовска и Марија Јосифовска. Мислам, тоа се вака, да кажам, ликовите кои што се со посебно значење, така. Да, но како и да е, поздрав и до нив, но и до целата останата екипа која целата да играат сите солисти, балетот на МОП, нели? Да, вие честопати патувате, излегувате од нашите граници, дел сте од различни типови на настани во светот на балетската уметност и секогаш тоа е навистина за поздравување, се обидувате дел барем од сите тие имиња што функционираат во овој свет да ги донесете тука. Чувствувате ли дека ова што сега го говорам го почитуваат и го ценат вашите соработници, балетските уметници, сите што се дел од вашата куќа, затоа што пак е повторам, тогаш кога сте дома, тогаш кога сте на своето работно место, а светско искуство доаѓа тука, тоа воопшто не е мала работа, нели? Не секој и не секогаш може да излезе надвор од нашите граници и да го собере тоа искуство. Сепак е ова голема работа да дојдат значајни звучни имиња тука кај нас. Значи многу за еден уметнички раководител многу е важно, многу се важни конекциите и контактите. Значи, на тој основ ја правиме програмата. Секогаш сме лимитирани, нажалост, мислам, нашите буџети со буџетите на другите балетски куќи се неспоредливи, мислам. Мене ми е жал што така не можам да викнам поголеми светски имиња од типот, не знам, на Килија, на Крамкан, тие што се во моментов многу важни. Јас го викнав и Цек Галили. Но беше навистина голема борба околу целата работа. Сметам дека луѓето гледаат и знаат, тие што препознаваат. Не секогаш и не на секого се му се допаѓа. Сите сме нели различни во тоа, меѓутоа јас сум таа што одлучува што ќе оди и како ќе оди и кој ќе игра и како ќе игра. Нели секогаш без да повредам никого и без да омаловажам
нели нечија величина. Мислам, секогаш гледам тоа тука да останам коректна. Иако можеби во моментот не мислам така. Ете го спомнавте Галили кој што дојде тука, работеше со вашиот ансамбл и ја поставивте таа представа, тоест балетскиот триптих. Имаше многу позитивни коментари кои што јас успеав да ги прочитам од вашата фела, од луѓето кои што професионално го разбираат и го сакаат балетот и балетската уметност. Сега, ако треба да ги споредуваме, ова што сега го представуваме, односно либертангото е сосема друг тип, сосема друг стил и поинаква приказна. Јас секако гледам стилски, значи да не се поклопуваме, да имаме класична представа, да имаме модерна представа, да имаме ова е некоја неокласика. Исто од септември, мислам во декември ја спремаме премиерата на Ана Карањина со Лео Муич, тоа е исто една неокласична представа, мислам. Значи гледам така да не излегувам многу од рамките на она што се вика национална куќа. Иако сме 21 век, балетот со галопирачки чекор оди напред. Да. Многу работи се изменати, многу малку ги играат старите мајстори, така како што се. Се оди многу напред. Да сме во текот со времето, навистина ни требаат многу пари. Нажалост, живееме во Македонија и мора да се адаптираме на условите. Јас секогаш викам, колку пари, толку музика. Значи, тоа што можеме да го направиме, го правиме до максимум, нели, со цел квалитет и интегритет што го имаме. Да, тоа што го споменав триптихот, да го довршам на некој начин вториот дел од она што сакав да ве прашам. Понекогаш нас тоа ни се случува не само во балетската уметност, и во другите уметности, и не само во музиката, да имаме звучни, познати имења и гости на сцената, да бидат поставувани многу квалитетни проекти, а публиката понекогаш тоа воопшто да не го поздрави или да не го доживее како нешто големо и нешто квалитетно, а од друга страна многу покомерцијални случувања, концерти, представи и така натаму, каде што не мора да значи дека бил вложен толку голем труд или да работела таков тип на квалитетна екипа да предизвикаат многу поголем интерес. Како вие тоа би го прокоментирале? Воспитувањето на публиката понекогаш тоа е едукација на публиката. Да. Тука не можеш да делуваш. За мене балетскиот триптих, особено Агонија на срцето, беше нешто што е вонвременско. Да, знам дека. Не за мене, мислам, тоа е Ицек во моментов, значи, прави пристава во Штутгарт, во штутгарски балет, мислам, тој е голем кореограф. И тој со радост сака да дојде повторно кај нас, меѓутоа, на жалост, многу сме лимитирани. Ицек е светско име кој што не можам да го донесам. Не е лесно туку така. Пред се и заради распоредот, а потоа реди сите останати факти кои што ги споменавте. Кога ќе се спомене вашата професија кај нас, нели посебно девојчињата, девојките, жените, знаат да кажат да тоа е нешто многу убаво и супер кога ве гледаме од оваа страна на сцената исто така, а од друга страна секогаш се коментира позадината или како е тоа човек да нели биде балетски уметник, една жена да биде балерина. Кога еве вие гледате намазат и кога гледате па и сега што се случува на нашата сцена, сметате дека сега во овој момент имаме убави и позитивни услови за човек да се одлучи ова да биде негова професија во Македонија? Па во моментов условите во кои што работиме се, да кажам, нормални и задоволувачки. Јас само апелирам еве до Министерството за култура да се востанови тоа самото и да почне да дава вработувања, затоа што ние имаме деца кои што тоа го чекаат, нели? И треба да се проширува ансамблот. Значи тоа е единствено вака кое што можам да го кажам е дека треба да има нови вработувања, треба да сме поотворени. Јас целата моја борба е што донесов странци и што успеав да ги вработам странците, мислам на определено време, нели, под услови под кои што ги нели се државни услови. Во сите театри, компании балетски во регионот, гледам дека се повеќе и повеќе има присуство на странци, на луѓе кои што не се од земјата. Тоа мислам дека е нормално и си оди во тек со времето, меѓутоа исто така ние имаме деца кои што
чекаат да влезат. Чекаат да влезат и сметам дека тоа треба да им се овозможи затоа што навистина работат, се дел од ансамблот, да не кажам дека носат голем товар, особено од класичниот репертоар. Така да тоа е, мислам, вака што би го апелирала. Иначе, нели се бориме, нас условите се како сегде во Македонија. Мислам, не можам да кажам сега, ние видите, ние цветаме за разлика од, не знам, од МНТ или од Драмски театар или од така натаму. Меѓутоа, тоа е тоа што го имаме. Да, И треба да го чуваме. Апсолутно дека е така, но сепак имате една специфична професија, поинакво секојдневие можеби од останатите кои што нели стануваат и одат на работа, не е ова баш така вообичаено човек да го прави и да го работи, затоа и го поставив тоа прашање. Што се однесува до вашиот тим, дали во моментов може да се каже дека тимот на ансамблот на балетот може да изведе речиси секаков тип на представа? Има ли во таа смисла доволно голем број на луѓе и типови на играчи кои што ги имате сега? Ние ако можевме Клеопатра да изведеме со толку многу луѓе, кај што имавме голема поддршка, да кажам, и од Државното музичко-балетски училишен центар, кај што учествуваше скоро целото балетско училиште, дури и фолклорниот дел, имаме. Навистина јас сум среќна што се уште може значи железниот репертоар, големата класика каде што навистина бара бројност од луѓе, да ја изведуваме. Тоа е многу голема работа. Може би, еве да кажеме, балетските уметници не се мега звезди или не се помеѓу најпопуларните личности тука кај нас во општеството, но сепак тие кои што пратат оваа сцена секогаш имаат такви кои што ги сакаат и ги почитуваат. Знам дека е понекогаш неблагодарно да го прашате водачот да издвои некој од својот тим, ама сепак би издвоили некои имиња кои што знаете, чувствувате, тоа го знаат и сите во вашата куќа, дека публиката ги сака и ги почитува посебно и дека ајде може да го употребиме за нив тој назив звезди на македонскиот балет. Кај нас најголеми звезди се првинците на балетот. Тие секогаш се водечки нели во сите представи, мислам и во класичниот и во посовремениот репертоар, модерен, неокласика, секогаш мислам првинците се тие што се звездите. Јас не би одвојувала никого посебно затоа што тие ми се сите драги колеги, јас ги сакам, ми се соработници. Меѓутоа така е. Ансамблот е се луѓето без кои не можеме, кои што се без кои што не може да има представа, кои што секако се и душата на балетот, да кажам, меѓутоа сепак првинците се тие што се звезди. И што ги собираат најголемите аплаузи. Тие ги собираат аплаузите. Така рековме, публиката се надевам дека ги сака, ги почитува и дека еве и преку овие разговори тоа и ми е желбата да пренесеме дека она што финално го гледаме на сцена има многу поголема позадина, работа, труд и специфично секој огромна работа. Балетот е многу тешка професија, јас секогаш го кажувам тоа во сите мои интервјуа, макотрпна, треба човек да е многу истрен, треба да е многу усредоточен со својата работа, особено за првите играчи, особено. И мислам навистина треба со голем почит да се гледа кон овие луѓе. Затоа што оставаат дел од себе, дел од своето здравје, по сали, по сцена и така натаму. Јас не викам дека другите уметности не се жртва, исто така се жртва, меѓутоа балетот е навистина макотрпна, крвава работа. Баш заради сето ова што го објаснивте, кога вие сте во улога на кореограф и нели ја носите целата таа работа, задачи и одговорности, конкретно вие, бидејќи јас на ваше издание што го знаме дека имате пријателски однос со вашите колеги вработени, говорам вака човек кога стои одстрана. Кога е процесот на работа, а таму веќе не знам што се случува, кои се можеби тие нешта кои што вас како кореограф во текот на работата знаеле да ви пречат, да ви изнервираат или да ве налутат? Дисциплина ми пречи, голема недисциплина, разговор меѓу играчите. Меѓутоа јас кога работам пристава не сум имала конфликти до сега со моите колеги. Се случило, мислам се случувало и да избркам човек од сала и така натаму, што се нормални процеси. Да се има кореографи што со столчиња фрлаат по... Мислам, сме различни, да. Има кореографи кои што многу вреѓаат
Мислам, јас сум била, нели, јас сум дел од ансамбл од 28 години. Секакви луѓе доаѓале. Меѓутоа, кога се работи за голема маса, тогаш се многу луѓе, многу е ние имаме таков македонски менталитет да секогаш си разговараме, нели? И за време, и за работно време. И додека некој друг зборува. Додека некој друг зборува, а кога се мачиш да искреираш нешто и да направиш, навистина таа бука и таа недисциплина многу пречи. Јас и кога држам вежби, навистина ми пречи кога колегите разговараат. Еве, тоа е нешто што го издвојувате, и не сте единствена, но добро, тоа е тој процес на работа низ кој што поминувате. Сосема за крај, бидејќи тоа беше и нашата основна цел на овој разговор, но вие имате искуство, па сакам секогаш со вас да ги прошириме темите. Либертанго е она што го подготвувате, во тек се финалните буквално подготовки, на 14 премиерата. Еве, за крај само вас ќе ви ги отстапам овие последни минути од разговорот, за да ги поканите на некој начин сите што не следат, да дојдете и да погледнат што подготвувате. Навистина би сакала, нели, гледачите на 24 вести, да ги поканам на 14, тоа е во четврток, во 20 часот, на премиерата Либертанго, да дојдат да уживаат малку со нас, со Астор Пијацола, да се порадуваме и да ја поздравиме работата на македонскиот балет. Да. Ви благодарам многу од срце за тоа што еве со вас ово утро со убава енергија стартувавме во Македонија денес. Знаете дека ја сакаме и почитуваме вашата работа. Ја поздравувам цела екипа за сето тоа ново кој што ќе го подготвувате. Се гледаме и во иднина повторно кај нас во емисија. Ти благодарам, Јана, многу. Благодарам од срце. Беше тоа Олга Панго, уметнички раководител на балетот при Македонската опера и балет, кореограф, личност која што долги години е во овој свет и како што реков и во најавата. Секогаш со неа ми е задоволство да зборувам за музиката, за балетот и за уметноста. Се надевам дека овој разговор ќе ве поттикне и вие, како што рековме, да си овозможите себе си едно поинакво уживање и да отидете на 14, а веднаш потоа и на 16 јуни и да ја погледнете новата балетска представа во МОП насловена Либертанго. Тука ќе го заокружиме првиот дел од Македонија денес. Се надевам дека ќе ве поттикнеме и понатаму да бидете заедно со нашата емисија. Не го менувајте каналот и бидете заедно со нас на Телевизија 24.